Почитувани представници на медиумите, денес ја извршив својата граѓанска должност и како лице од кој се бараат посебни информации, бев во јавното обвинителство, ги споделив сите информации за одредени настани со кои што јас располагам. Се надевам и убеден сум дека од денес ќе завршат лажните вести, манипулациите, инсинуациите кои што реално според мене нанесоа одредена штета на самата истрага, претпоставувам, а нормално ја одведоа и во друг правец и нанесоа штета на недолжни луѓе. Се надевам дека од денес ќе преовладуваат само фактите, аргументите и она што е вистината. Знаете како се вели, не можете предолго да ги криете ниту сонцето, ниту месечината, ниту вистината. И затоа, на драга волја, сакам да кажам дека од денес сите тие моменти кои што значеа штета врз одредени личности, се надевам дека ќе запнат. Процесот верувам дека ќе биде транспарентен, правичен, реален, како што и досега, и дека сите оние кои што се огрешиле од законот ќе одговараат. Дали вие се сметате дека сте недолжни луѓе, зашто вие во јавноста има информации, важите за лице кое што било на некој начин посредувач на меѓународен сојуз на Боки 13 во барањето локации за градење на старечки домови? Видете за некои детали на вистина знаете, со законот не смееме да ги. Не, дали се сметате за недолжен, па ќе викате штета дека ќе има на недолжен, затоа што видите, ние сме честни луѓе со интегритет, луѓе со кредибилитет. И искрено ви кажам, во ниту еден момент нема да си дозволиме да се доведеме во таа ситуација во која што вие на некој начин алудирате преку самото прашање. Дали сте присуствувале на некоја средба кога Боки 13 договарал со бизнисмените? Апсолутно не. Апсолутно не. Јас не сум ниту член во меѓународниот сојуз, ниту реално сум побарал, ниту било барано од мене да станам член, ниту сум обавувал одредена функција во тој. Видете, јас комуницирам и денес како пратеник, но и претходно како генерален секретар на СРСМ со многу личности. Нема некоја посебна одредба или на некој начин информација која што лудира дека со некој сме комуницирале повеќе, а со некој помалку. Наша обврска како политичари е да комуницираме со луѓето. Но тоа не ги оправдава луѓето и не им дава простор да прават криминал, ако направиле криминал, а нормално нас не прави луѓе кои што направиле злодело затоа што се познаваат со одредени личности. Дали сте знаеле дека Боки 13 врши рекет? Бидејќи бевте Апсолутно не. Апсолутно не. Дефинирајте близки. Апсолутно не сме биле близки. Со фотографија во јавноста како што видите, ние сме политичари. Ние сме политичари. Многу луѓе од нас бараат да се фотографираат со нас заедно. Се надевам дека добар дел од нив не го злоупотребуваат тоа, меѓутоа апсолутно не сметам дека во овој дел било кој од нас што се сликал со било кого направил некој злодело. А нормално тоа постапката ќе го потврди. Какви ви беа односите? Гостувавте во неговата телевизија? Присуствуваше тој кога бевте таму? Значи, како и со сите политичари, јавни личности, сите оние кои што учествуваа на одредени дебатни емисии, учествуваа во телевизијата, сум учествувал и јас повеќе пати, особено за време на кампањата, кога бев и шеф на изборниот штаб на Стево Пендаровски, сум учествувал таму, сум го видел дека е присутен заедно со останатите новинари, ништо посебно. Тој ли бараше да се сликате? Помогнавте во истрагата со вашиот мистер денеска? Апсолутно да. Мислам дека помогнав истрагата на некој начин да заземе правилен тек. Јас морам да признам, иако се не знам дали смеам сите тие детали да ги кажам, бев повикан само за еден мал сегмент. Значи ова со Камчев, со не знам Кичаец, со Катица нема никаква врска со мене. Тоа буквално не се дискутираше денес. Ниту ги знам, ниту ги познавам, ниту сакам да ги запознам. Се надевам дека помогнав и мислам дека за скоро сите имаме позитивен исход како држава и како граѓани. Овој случај нанесе навистина многу штета. И врз политичарите, и врз државата, и врз сите оние кои што на некој начин биле тука присутни, не знаејќи што се случува околу. И тоа е наша слава што не сме знаели. Меѓутоа, убеден сум дека сите заедно како држава, особено институциите, бидејќи ова е сериозен орган кој што треба да спроведи постапката, ќе излеземе како победници и правдата и вистината ќе излезат на виделина. Сторителите на кривични дела мора да одговарат. Кои да се? Зошто вашето име е споменато во јавноста во аферата рекет? Видете, не можам деталите да ги кажам затоа што треба нормално да откријам она што е битно за самата истрага, меѓутоа апсолутно не алудира на инкриминирачки дејства.
едноставно, ако можам така бидејќи не сум правник, да се изразам во форма на сведок за одредени настани каде што за кои што реално имам информации. Да знаете за проектот Бобитола кој што требаше да го реализира и сакаше Знам. да го реализира? И дали Знам дека присуствувате на пропадне и не се состанокот реализираше. на Солничкава? Бевте вие сте разговарале, сте посредувале со градоначалник, сте помагале Посредување не, видете, како пратеник избран од Битола. Мене ми е од интерес да се случуваат добри нешта во Битола. За жал, ова не беше добро нешто, или така излезе. За жал, аферата Рекет, генерално аферата Рекет, со сите оние инкриминирачки действија надвор од самиот проект, да речем, за старски домови, го поклопи, го инкриминира и најверојатно и го пропадна. Не знам во тој дел што ги се случи и што се случувало. Истрагата ќе потврди, меѓутоа се она што се работи за доброто на граѓаните. Особено од местото каде што сме избрани, ние сме должни да помагаме во рамките на законот, да лобираме нештата да се случуваат таму од каде што сме избрани. Во јавноста ве препознаваат како дел од Кики и Фрики, фамозните ликови кои што ги објави еден новинар во колумни. Оправдани ли се овие, да кажеме, сомнежи во јавноста дека вие и вашата колешка од партијата вчера која што не се препознавам под тој псевдоним. Ќе ми прости Геровски што ќе го спомнам, имавме една средба со него, јас лично сакав да проверам што тоа значи, дали ме препознава мене или некој друг и така натаму. И сега повторно велам ќе да ми прости господин Геровски, ми призна лично дека во однос на мене направил фаул. Буквално така се изрази. Тоа сакам да го споделам со јавноста, се надевам дека и тој ќе го сподели во тој дел. Меѓутоа како и да, времето ќе одминува, процесот ќе течи, сериозни истражни органи го испитуваат овај процес, нормално овој случај и на крајот правдата, вистината ќе излезат на површина, оние кои што се невини да останат невини, оние кои што се погрешили од законот да одговараат и тоа е оно што реално можам да го кажам. И како граѓанин и како граѓанин. Дали Бојан Јовановски бараше да се слика со вас или взаемен беше интересот, бидејќи споменувате во неколку наврати? Тој побара. Има една слика единствена каде што тој побара. А дали вие посредувате за проектите на Битола? Не апсолутно не. Видете, што значи посредување? Да Делегирате кај градоначалничка. Камараво. Значи, ниту сум имал право да посредувам, ниту сум имал право на некој начин да се мешам во работата на меѓународниот сојуз каде што немам никаква улога, ниту сум барал, ниту сум реално имал во тој дел. Така да тој дел мислам го отфрлам и е безпредметен некој да се дискутира. Во секој случај повикани сте на Јаспи како политичар инволвиран во некој од истражите или во дискусија. Добро, во што е прашањето? Дали сте повикани како политичар во дејство на исказите или... Видете, претпоставувам дека институциите не ги повикуваат граѓаните, земајќи предвид дали се тоа политичар или не. Тука сум пред се како граѓанин, кој што треба да сподели одредени посебни информации, како што е нормално по закон, со јавното обвинителство, со единствена цел тоа да оди во интерес на самата истрага. Hvala vi na site.